Денеска во посета на Струмица е министерот за спорт господин Борко Ристовски, каде заедно извршиме увид во градежните активности на затворениот базен. Истиот е со површина од 600 метри квадратни и ќе го користат учениците, најмладите и исто така и љубителите на пливачите спортови. Проектот е започнат поодамна, но видливи активности имаме овој месец и истиот ќе биде завршен во догледно време. Голема благодарност до Министерството за спорт за досегашната реализација на досегашните проекти и за проекти кои заедно ќе работиме во иднина. Целта со изградата на овој базен, истиот ќе може да го користат најмладите, односно учениците и овде ќе може да доаѓаат на час по физичка култура заедно со своите професори и ќе се направи нормални термини за распоред за кои сите кои наши учители да може да биде искористено од нивна страна. Денеска сме заедно со градоначалникот на увид во продолжување на активностите, нешто што е уште еден доказ на се она што беше почнато многу поодамна и оставено почнати проекти кои што впрочем по неколку години. Овој конкретно проект или базен е почнат 2023 година, сега сме веќе се поминати многу години од тоа. Базенот немаше никаква активност, ние во разговор и со градоначалникот, меѓутоа и со економскиот оператор разговаравме и дојавме до заедничко решение, тоа е дека овој базен и сите оние впрочем базени 5 што ги завршивме од почнати претходната власт, ние мора да ги завршиме и да овој базен биде даден на владение на општина Струмица, да бенефит имаат најмладите дечи, школите за пливање, така да ние само покажуваме дека како министерство и како влада заедно со работка со локална самоуправа сме одговорни во делот каде што почнатите работи без разлика дали со нешто согласуваме или не, мора да се завршат и да бидат ставени во функција, така да ова е уште еден проект кој што е почнат конкретно од 2023 година. Ние до крајот на годината според информациите кои што ги добивме од економскиот оператор ќе биде завршен базенот и ќе биде даден на општина Струмица, користи пак е повторно на најмладите. Гледате дека активностите се почнати можеби пред 30-40 на дена, а ќе биде завршен до крајот на годината. Со самото тоа се покажува неработењето и немањето желба да се завршуваат работи кои што биле почнати во минатото, така да ова е уште еден доказ дека сакаме да направиме едно поздраво општество преку овозможување најмладите да спортуваат, во конкретно случај да пливаат и да преку пливањето се градат во личности кои што во иднина треба да бидат носители на нашето општество.